денеска во Штип треба да се одржи владина седница, а штипскиот градоначалник треба да биде домаќин на техничката влада на премиерот Спасовски. Дали го имаме, господин Бочарски? Господин Бочарски, добро утро. Добар ден, добро утро. Добро утро. Господин Бочарски, денеска во Штип владата треба да одржи седница. Вие како добар домакин, веројатно ги правите последните подготовки, да ја угостите владата. Па дали можете да ни кажете нешто повеќе, каде ќе се одржи, кој е дневниот ред, што е агендата и дали вие ќе учествувате на таа седница? Па добро, најпрво благодарам заради тоа што имам можност да се вклучам во вашата програма директно ова утро, бидејќи сепак денешниот ден е малку значаен и посебен за градот, поради тоа што за прв пат во историјата на Штип овде ќе се одржува седница на владата, со тоа што навистина ние ги направивме сите подготовки и во денешниот ден до некаде до пладне, така што општина Штип ќе биде седиште на збиднувањата, со тоа што денес премиерот, председателот на владата, заедно со сите министри ќе бидат овде и во текот на денот, што е за мене многу важно, бидејќи во текот на денот, заедно со премиерот, ќе имаме посети на неколку најразлични локации, од приватен сектор, неколку приватни компании, ќе ја посетиме и спомен собата на првиот председател Глигоров. Министрите ќе бидат исто така во работна посета, секој во својот домен. Заменик председателката и министер за одбрана Радмила Шекеринска ќе биде во касарната Јане Сандански во Штип, каде што ќе има работна посета. Министерот за земјоделие заедно со мене пред плодневните часови ќе бидеме во филтер станицата во Штип, каде што најавуваме една голема инвестиција за превземањето на водата од хидросистемот Летовица, а со тоа и долгорочно, јас би рекол, во наредните 100 години да обезбедиме вода за Штип, бидејќи во овој момент Штип се водоснабдува со бунарскиот систем на вода, што има ограничени капацитети, посебно во летниот период, а сега се прави оваа инвестиција со цел да го обезбедиме градот во наредните години и децении со вода за пиење. За мене е исто така важно, бидејќи точките на дневниот ред на владата се сепак работа на владата, кој што ги припрема. Знам дека владата ќе има доста обемна работа и дневен ред денеска. Започнеме во 17:30 часот, а ќе трае до раните утрински часови, до доцна во ноќта. Така што јас ќе бидам присутен на целата седница на владата како гостин, овде и домакин. Од друга страна ќе се дискутира на сите најразлични теми, секако ќе имам свое обраќање и ќе ги запознавам за сите состојби во градот и во регионот. Токму околу вашето обраќање, знаеме дека општините кубурат со финансиски средства, па веројатно нема да го испуштите ова прилика да ги поставите најгорливите проблеми со кои се соочува Штип. Можете да ни одвоите едно од тие прашања кое што не можете да го решите без поддршка на владата? Па има доста прашања. Координацијата со владата е навистина повеќе од потребна, секојдневно на дневно ниво. Општините така имаат своји ингеренции во работата, но имаат и се уште институции во нашите градови кои што немаме ингеренции врз нив, и тоа беше процес кој што го започнавме во текот на летниот период за продолжување на децентрализацијата, прашање кое што треба се уште да се разговара, и јас би го отворил и денеска, но сепак предизборниот период го запре и го забави целосно овој процес. Јас ќе само можам да побарам и да укажам дека веднаш после формирањето на новата влада очекувам овој процес со засилена динамика да продолжи, бидејќи сепак ние на локално ниво сме првите оние кои што се имаат контакт со граѓаните и со нашите локални институции. Токму поради тоа ќе побараме превземање на дополнителни институции, ингеренции, од друга страна и финансиски да добиеме средства за да менаџираме со тие институции. Тоа е едното прашање. И второто прашање е веќе известноста од започнувањето на изградбата на браната на река Отиња, кое што е 40 годишно барање на граѓаните. Со целата проектна документација денеска очекувам на седницата на владата да помине информацијата од страна на Министерството. Пред да ви се заблагодарам на овој разговор, сакам кратко да ве прашам. Вчера беше оштетено спомен плочата на Ацо Шопов. Дали како градоначалник се информиравте кои се
кои се авторите на овој вандалски чин и кои се мотивите? Јас очекувам да добијам информација во текот на деновиве. Секторот за внатрешни работи ШТИП врши истрага за овој настан. На мене ми е важно дека такви работи се случуваат. Навистина можам само да побарам и апелирам до граѓаните секојдневно на најразлични начини да јавното добро да не го оштетуваат, бидејќи имаме и други споменити спомен плочи кои што се оштетуваат, тоа се вандалски чинови, но наше е да наоѓеме начини и брзо да ги санираме и да ги решаваме овие проблеми. Сепак очекувам истрагата да покаже кој стои зад овој немил настан. Господине Бочварски, ви благодарам за ова вклучување, ви посакувам успешен ден денеска.